Дали тетовчани ги чека уште едно лето, во кое ќе се соочуваат со непријатната реа што ја шири натрупаниот отпад од дивата депонија? Дали надлежните ќе го слушнат нивниот апел и ќе ги преместат купиштата смет на друга локација? Ова се прашањата кои со години ги мачат жителите на Тетовско. Од местото со купишта смет на депонијата, по долг период се шири непријатна миризба, а честопати чадот од запалениот смет ги задушува тетовци, па не можат да престојуваат на отворено. Изреволтирани од молкот на локалната самоуправа, се плашат за своето и здравието на нивните деца. Апелираат дивата депонија на влезот од градот подитно да се отстрани, пред да предизвика уште една еколошка катастрофа. Све дека оста работиме, тоа се онади, бори се фајче. Се плашите за здравието? Еми секој се плаши се. Секој има душа, било млад, било стар. Кој ќе го направи? Не тоа само за себе мислите. Има да се отстрани. Градначелничката за тоа зима паре. Ние за тоа се плаќаме. Бога ми тешко. Тешко тоа. Овде добро. И тие са криви, ама и ние луѓето сме криви. Го сакамо све на готово. Тетовчани стравуваат дека како што се затоплува времето, така ќе се зголеми и ризикот да се запали тетовската депонија, исто како струшката, која што гореше десетина дена, труејќи ги граѓаните со отровен чад од запалени пластики, хемикали и медицински отпад. Алармантна е ситуацијата со депонијата во Струга. За среда е најавен уште еден протест. Повторно, граѓаните ќе побараат локалните власти да најдат решение за оваа еколошка бомба. Уставот дозволува граѓаните да можат да тужат за труењето предизвикано од дивите депонии, истакнува Глигорije Ќатовски, адвокат и граѓански активист во телефонското интервју за телевизија Нова. Видете, нашиот устав правото на живење во здрава животна средина го гарантира со членот 43 став 1 и тоа е уставна вредност. Дополнително, Законот за облигациони односи и Законот за животна средина определуваат во своите одредби можност за одговорност и нормално наплата на евентуална штета причинета од негативното штетното влијание на депонијата. Нормално прво треба да се обратат на адвокат, да се состават соодветни вештачења со кои што би се утврдило штетното влијание на која што ја произведува депонијата, која што ја предизвикува депонијата и причинско-последичната врска помеѓу штетното влијание на депонијата и нарушување на здравието на луѓето. Директен виновник е самата општина која што ја поставила депонијата на незаконит начин врз основа на ниту една законска одредба. Не само што не е врз основа на ниту една законска одредба, туку е противзаконска. Така. Чистата е поставена во близина на населени места. Рејата од дивите депонии го зголемува ризикот од рак, истакнуваат докторите. Во медицината е добро познато дека хемикалиите кои што ги испушта натрупаниот отпад предизвикуваат промени во мозокот, проблеми со учењето и со памтењето, дури и депресија. Ова реа им штети на бремените жени и на фетусите и го зголемува ризикот од срцев удар. Затоа и експертската јавност бара навреме да се премести или затвори депонијата пред здравието на граѓаните од Тетовско и Струшко сериозно да биде загрозено.